Добре дојде во студио за моите гости Снежана Трпевска, професор, Институт за комуникацијски студии и Насер Селмани, председател на ЗНМ. Се пошегував пред да почне емисијата дека сум напишала дека председател на МАН, што би било голема бомба, вест всушност. Бомба вест за јавност. А денеска имаше протести од страна на новинарската заедница и дел од експертската која се занимава со медиуми. Причината е всушност што се иземени сосема новинарите и медиумските експерти од преговорите во клубот на пратениците. Селмани, ќе има ли ефект, ќе имаат ли ефект овие протести? Кај партиите говорам, значи, за клучните 4 партии, особено ВМРО и СДСМ се разбира. Значи, дали ќе има ефект, ќе видиме. Ние сме обврзани да го завршиме нашиот дел од работата. Ние мора да сме гласни, ние мораме да вршиме притисок и мора да влијеме на јавноста, а со тоа и на партиите, дека ваков начин на нетранспарентно водење на разговорите за прашањето на слободата на медиумите е неприфатлива. Нема ни една причина, сериозна причина, да ги затворат овие разговори. Е незамисливо да договараат за новинарите решенија и за медиумите, а новинарите и медиумите не се таму. Тогаш за кого носат решенија? Добро. Мене ме интересира, господја Трпевска, дали знаете кои се нивните аргументи. Вахауте ја викна новинарската заедница и експертската заедница што се однесува токму на преговорите, значи не беа исклучени кога тој станува збор, кога за него станува збор, но подоцна, некој минут подоцна кога влегоа партиите на маса, новинарите и експертите си заминаа. Сите нивни предлози на новинарите и медиумите им беа доставени на политичките партии, но соочување јавна дебата нема воопшто. Кои се аргументите на партиите? Не ги знам нивните аргументи, не можам ни да предпоставам кој е тој, да речам, начин на размислување внатре во партиите. Неодамна кажав една реченица која може би звучи многу идилично, ама и сега ќе ја повторам, кога јас би била дел од било кој партиски табор, би покажала доблест и демократски капацитет, да речем, и би се отворила кон јавноста во градењето на ставовите. Знаеме дека не е случај тоа. Не знам зашто се работи. Се работи можеби за една параноја од јавна критика. Втора причина е можеби и многу незнаење што го има внатре во партиите. Значи, околу некои прашања и во оваа сфера. И трето, неосетливост, несензибилност за клучните демократски вредности. Значи, повторно доаѓаме на прашањето што бранат партиите, интересот на граѓаните, јавниот интерес или го бранат тесно партиско-политичкиот интерес. Да. Ние за жал се уште имаме такви партии, иако јавно зборуваат за јавен интерес за граѓани, значи цело време, меѓутоа кога конкретно треба некои прашања да се дефинираат, се затвараат, значи нема јавна дебата, нема желба да се сослушат мислењата, значи веројатно се работи од една страна за страх од губење позиции, а од друга страна, не знам што би рекла, стремеш да се стекнат. Отпор од промени, тоа е. Не сакат промени. Има информации дека ВМРО ДПМН инсистирале да биде вклучен во преговорите и МАН, односно другото новинарско здружение. Што се случува внатре не знам, не би сакал да шпекулирам затоа што ние не сме внатре. Меѓутоа е точно дека ние преку посредникот сме барале да не само ЗНМ, него и сите новинарски... Немате против и МАН да биде вклучен во преговорите? Зошто би било? Тоа е прашањето, да. Без сеофатно вклучување на сите заинтересирани страни нема смисла како ние ќе бараме за нас, а нема да се залагаме и другите. Сите заинтересирани страни кои што се занимаваат со правата и слободите на новинарите и медиумите, тие што сакаат треба да бидат вклучени. Она што го вели Жане, ја мислам дека имаат неискрени намери. Кога вие имате неискрени намери, тогаш се криете од јавноста.
Затоа што ако вие тие намери кои што ви се вистински ги откривате пред јавноста, тогаш ќе испаднете смешни. И тие интереси вие можете да ги туркате само во затворени состаноци. Ако тамо влегуваме и ние, тие знаат дека ќе ги бомбардираме со аргументи, со факти, со стандарди кои што ние како земја, како членка на Советот на Европа, сме имаме врска да ги почитуваме. И затоа имаат проблем со стандардите, со вредностите. Сакаат решение кои што на некој начин ќе ја задржат сегашната ситуација, контролата што имаат политичките партии, ако може нешто опозицијата да се приграби некое влијание и на тоа да заврши. Меѓутоа, верувам и сакам да верувам дека тоа нема да им помина така лесно. Добро. Сакам да нагласам, она што е важно во овој момент, минатава година или две, за мене е дека медиумската заедница се консолидира, да речем сите медиумски организации, вклучувајќи и нас кои ја истражуваме сферата, некако сме на иста линија и ги артикулиравме, да речем, нашите барања и нема делуваме заедно. Да, тоа сакам значи да кажам. имаме консензус околу тоа што треба да се постигне во медиумската сфера, со исклучок на МАН, бидејќи го спомнавте. За најголем дел од тие точки МАН не се согласува и испорачува некакви смешни, да речам, барања кои многу лесно може да се растурат со аргументи, да речам, бидејќи не, навистина е тоа смешно што се бара и лиценцирање и такви работи. Но за другиот дел од професионалната медиумска заедница и новинарската, и синдикатот, и невладините од медиумската сфера, и ние од истражувачките организации, значи точно јасно сме на иста линија. Сега се работи за некакви помалку или повеќе соодветни решенија. Значи околу тоа се нашите разлики, некакви, меѓутоа ние точно знаеме и нема да престанеме да зборуваме јавно, значи без оглед дали имаме ефект воопшто дали е постигнат. Не може да се престане да се зборува јавно за вакви работи и треба да се прави тој притисок врз партиите дека навистина оваа сфера треба да сватат дека не може зад затворени врати да ја уредуваат. Ефекти има, меѓутоа, знаете како, ние нема да се задоволиме со полурешенија. Ние сакаме да бидеме таму. Не може, пошто предложија разни форми на вклучување, ние тие форми не ги прифаќаме. Добро, сакаме таму да бидеме, затоа што ни понудија решение на секои 3 часа да не брифираат. Знаете како сега, треба ние на Жими мајка да веруваме на тие луѓе што ќе не брифират, дека тоа што се случува внатре е баш така. Наместо активно да партиципирате. Апсолутно. Да. Околу приоритетите кои Ванхо те ги спомена и околу кои се согласува и новинарската заедница, се однесуваат најпрво владините реклами да бидат воопшто да бидат укинати, односно забранети. Постои ли согласност кај партиите за такво нешто? Заради тоа што голем дел од телевизиските куќи, од менаџментот не се согласуваат. Да, ние имаме проблем, знаете како, ние имаме некои информации, меѓутоа не можеме да бидеме сигурни дека тоа што го пренесуваат надвор и го кажуваат и на маса. Затоа би бил воздржан за ставот на партиите до сега. Но вашиот став е нашиот став нема резолутен, дека треба да се забранат, не да се регулира. Затоа што тие владини кампањи се чиста политичка пропаганда. Не смееме на било која влада, на ова или на било која друга, да им дозволиме со јавни пари да ни го перат мозок. Која диктира уредувачката политика, всушност забележано е во извештаите. Говорам Европска комисија или State Department. Со години се предупредуваше во извештаите за тоа дека ја загрозуваат уредувачката политика, парите од буџетот кои одат во медиумите приватни. Јас би рекла, јас исто не го знам отворено јавно соопштен ставот, меѓутоа јас би рекла дека постои консензус со оглед на фактор што во моментот има мораториум, нели после тој неколку месечен притисок што и ЗНМ го правеше, владата реши да престане со но тоа само треба да се внесе во закон таа одредба, значи од друга страна, мислам дека и кај СДСМ постои таков став и тука е недвосмислено околу државното рекламирање. Но политичкото рекламирање за време на избори, тоа е ставено под знак прашање. Не се забранува, не се укинува. Ние баравме забрана и за политичкото рекламирање со неколку аргументи, исто така бидејќи политичкото и државното рекламирање беа со години наназад испреплетени.
Значи, и политичкото рекламирање создаваше извртување, изместување на уредувачката политика и зависност кај медиумите, не само државното рекламирање. И затоа во пакет ги баравме тие две мерки, но тие се договорија сега во однос на изборната регулатива, ако сметаат дека временски може да бидат ограничени моќните, богатите партии, да речам, иако јас мислам дека тука повторно е интересот на граѓаните, да речам, занемарен, бидејќи ние за време на избори ќе имаме и економски реклами, ќе имаме плюс политички реклами и граѓаните во тој период не ќе можат нормално да си следат програма, но јас сметам дека граѓаните бегаат од генерално од рекламите, па мислам дека особено од политичките реклами постои одбивност. Така да, мислам дека не може многу да се очекува ефект од политичкото рекламирање кај гласачкото тело. Добро. Но е проблемот со уредувачката политика. Значи, партиите нема да допрат реално до граѓаните преку политичките реклами, но уредувачката политика на медиумите влијае затоа што ако вие секој ден го пренесувате говорот на премиерот пола саат, 45 минути, секој ден, знаете како функционира пропагандата? 100 пати повторена лага е... Па нема да биде 45 минути, нели ограничено на... 18. Зборам за досега. Досега беше неограничено, пренесува директно... Купно 18 една партија. Да, и поделено по 9 минути на партиите од власт опозиција. Знаете зошто е, добро рече Жане, дека тоа се е испреплетено. Знаете зошто е испреплетено? Затоа што досегашната пракса, целата политичка пропаганда на владачките партии, најмојкните медиуми ја објавува или ја нудеа бесплатно. И практично тие пари кои што партиите требаше да ги платат за време на изборите, одложно ги плаќаа преку владени кампањи. Значи, практично политичката реклама за време на избори тие ја плаќа одложно со владиното рекламирање. Затоа ние предлагаме во пакет тоа да се забрани. И едното и другото. Но и медиумското спонзорирање, донаторството, тоа е забрането. Сега веќе тоа добро направија што го... Но што се однесува до порталите, тие се вклучени во изборната регулатива. Тоа е катастрофално решение. Јас не можам да се начудам како е можно... Компаративно. Па нема. Дали постои, постои демократска порталите се земја. секаде во светот предмет на саморегулација. Значи не може. Дури и препораката на Совет на Европа од 96 година за изборни кампањи, во неа се нагласуваше разликата меѓу печатените и радиодифузните и се велеше печатените можат да изразат политичка наклонетост и не треба да се регулираат за време на кампањи така како радиодифузијата, телевизијата, бидејќи има големо влијание. И сега имаме ние изедначување во острината, да речем, на регулацијата, за сите ќе важат истите правила и за... Но дали еве, например, блогерите, блоговите ќе бидат вклучени во оваа регулатива? Не. Тама работа, мислам, не треба ни порталите да бидат така моли блогови. Ја мислам дека дури ќе имат проблем да го спроведат тој делот. Пошто сега слушам дека агенцијата нешто се обидува да направи некоја листа, како ќе одлучат кој е Јас да сум на местото на агенцијата, јас би рекла ова не е надлежност на агенцијата, тоа е агенција за аудиовизуелни, никако интернет не е предмет на надлежност и не може да прифати. Јас би пружила отпор, би рекла нема да ги следуваме. Ама сега имаме таков регулатор кој што све што ќе му биде побарено, затоа бараме и тој регулатор. Но какви ќе бидат санкциите доколку еден портал е основан, собствеништвото се наоѓа на пример во Белизе, а работат во Македонија, во Скопје. Како ќе го регулираат тој сегмент? Дали е јасно? Ја тврдам дека тој дел од законот не може да го справи. Токму заради овие пречки. Ја мислам дека тие делови во законот ги стават само да ги заплашуваат порталите, медиумите. Иначе, ја мислам дека не може, затоа што како ќе ги казнат порталите што се регистрирани, да речеме, во Америка. Што по терница ќе ги барат, не знам, како ќе... Неспроведливо е тоа. Значи, воопшто, целата идеја да се регулира содржини на интернет е изместена. Исто како со тој контроверзен закон од 6 члена за бомбите, што беше законот за каде што имаше одредби да не се објавуваат. Да не се објавува на интернет во било каква содржина. Се знае, си имаме регулатива во моментот која од различни аспекти регулира што можеш ти како поединец, нели, како поединец, нели,
повикуваш нарушање на уставен поредок по кривичен Тогаш закон. одговараш по тој законник, Па ако нарушуваш нечија приватност, направиш лажен профил по закон за заштита на лични податоци. Ако украдеш нечие авторско дело по закон за интелектуална собственост и по кривичен закон, значи си има регулатива. И не ми е јасно, содржините не може да се регулираат. Значи, сега како што е ова со изборниот законник, како за време на изборна кампања треба балансирано портал. Па не може и политичка партија да си отвори портал. Да. Значи не може да е предмет на иста регулација. Да. Околу јавниот сервис, кои се промените? Само една реченица. Жане тоа го кажа да го потенцираме уште еднаш. Значи, стандардите на Советот на Европа барат различни медиуми по влијание, различна регулација. Овие сакат сите медиуми да ги стават на да ги изедначат. Не може. Тоа не, значи тоа е тешко прекршување на стандардите. Пак ја имаме идејата од првата нацрт верзија на законот што беше за аудиовизуелни или закон за медиуми беше тогаш еден закон, идеја да се направи супер регулатор кој ќе надгледува се. Големиот брат би надгледувал се. Таа тенденција таа уште ја гледаме, да. се враќа. Пак вие се изборивте тогаш да излезат интернет, да излезе интернетот. Сега ја гледаме на мала врата преку изборен законник. Значи, треба да се свати дека тоа не може така да биде. Ние сега тргнавме на патот по патот кој не води кон земјите како што е Турција и други земји кои со закон сега. Чудно е. Например, еве лично ја можам да разберам зошто ВМРО и ДУИ заговара такво решение, затоа што сакаат да ја одржа таа контрола. Меѓутоа за мене е несфатливо зошто опозицијата СДСМ веројатно СДСМ и ДП тоа го поддржуваат. Го имаат на ум, ја гледате она, да ја наречам грубо, потерница кон курир која трае секојдневно, бомбардираат со соопштенија која станува збор за СДСМ. Дека немаат импресум, дека се кријат, не се транспарентни и слично. Дека од една сушност пропагандната машинерија работи од еден центар. Ама луѓето тоа го препознаваат. Добро. Немојте да ја подценувате интелигенцијата на луѓето. Вие мислите дека се што ќе се стави на портал луѓето здраво заготово ќе го прифатат? Нема да го прифатат. Така да, тој простор нека остане така. Имаат најголем дел од порталите се членки на Советот за етика. Нека седнат таму, нека воспостават минимум стандарди кои што треба да ги почитуваат за да бидат отчетни пред јавноста. Импресум, не знам, контакти со уредници, можност да се жалаат луѓето, да имат на кого да се жалаат ако нешто таму се објавува што не треба да се објавува. Така да тоа нема потреба со закон да се регулира. Да, смешно е како во пракса ќе изгледа тоа портал како Курир, на пример, да биде казнет за неизбалансирано покривање на кампања, мислам. Да. И каде ќе му се најде трагот на Курир воопшто е прашање. Да. Околу јавниот сервис, кои се вашите приоритети? Значи, нашите ставови се состојат од 4 интервенции. Прво, за да биде јавниот сервис, да има институционална автономија и независна уредувачка политика, се неопходни 4 интервенции. Првата да обезбедиме независен извор на финансирање. Второ е да деполитизираме и департизираме програмскиот совет. Третото, мора функцијата директор на МРТ да биде професионална. Таму треба да седне... Но ако биде бирана во парламентот, тешко остварливо е. Мислам дека нема баш така да биде како што сакат партиите. Мора да се дефинират условите за директор да биде чиста менаџерска. Тој човек треба да има искуство со менаџирање. Со медиуми. Така, апсолутно. И на крај МТВ мора, пошто ако веќе им обезбедуваме вакви добри услови, мора да бидат транспарентни и отчетни пред јавноста. Ако на овие точки ние наоѓаме добри решенија, ја не велам дека МТВ ќе биде BBC за 6 месеци, ама тврдам дека драматично ќе се променат условите внатре. Но менаџерот би бил биран во парламент? Не. Менаџерот треба да се бира Тоа е најголемата опасност, да. Менаџерот треба да се бира во програмски совет и тоа со 2/3. Не со просто мнозинство. Програмски совет од кои членови? Тоа е сега, тоа е клучната дебата која што партиите ја Кои се вашите предлози околу програмскиот совет? Значи треба да се промени структурата на овластени предлагачи и навистина да ја отсликува
Медиумската сцена, всушност. Да, и цивилниот сектор. Значи, Добро. идејата е програмскиот совет на МРТ не е истото тело како што е советот на агенцијата. Советот на агенцијата е експертско, а ова е тело кое го представува цивилниот сектор. Да, добро. Разноличноста во нашето општество и тој програмски совет има улога на долг рок да ја креира, да речеме, програмската политика на јавниот сервис во интерес на граѓанското општество. Проблемот е што ние имаме идејата, нешто е ставено во законот, но тоа е изместено. Идејата е да се промени таа структура, наставени некои таму овластени предлагачи кои не го представуваат цивилното општество, значи тој е пак исполитизиран. Идејата е да се тоа тело на вистина да го представува цивилниот сектор и да комуницира. МРТ ја изгуби врската со граѓаните, со јавноста, со цивилниот сектор, а со години се ја одржува со политичките структури на власт. Значи, и ова што го рече... И на кој начин тие би биле избрани како членови? нашите Во собрание со 2/3. Значи, мора Тоа е власт... проблематично. Да, мора власта и опозицијата да имаат Кога ќе имаат на ум власта и опозицијата независни експерти? Знаете како мора да Тоа е тешко остварливо. Остварливо е ако успеала во други Шведска земји. веројатно. Не, знаете како ние мора да ги ја една работа не прифаќам во Македонија, дека ние сме монструми што сме ние не сме нормални луѓе, зашто ако може во Германија да не може во Македонија. Ние не сме европјани. Има многу причини зашто не Има, може. меѓутоа ние мора Степенот да се на развој тоа го мора покажува. да се промениме, мора да промениме нашата свест. Партиите мора да сватат дека за некои работи мора да научат да соработуваат, затоа што тие институции како што е јавниот сервис, медиумскиот регулатор, не се формирани со цел нив да им служат. Тие институции служат за некои повисоки интереси и за тоа мора да се договорат. Не може да се надгласуваат меѓу себе. Да, значи промената ќе настане барем делумно тогаш кога партиите и едните и другите ќе се соочат. Да, кои се на власт или сега се во опозиција, ќе сватат дека мора да дозволат одреден степен на јавна критика за нивното работење. Значи, тоа е проблемот. Ние сме имале периоди кога беше медиумската сфера послободна. Значи, од тоа што го истражувавме со новинарите, имало периоди, веројатно тој првиот ентузијазам во првите 5 години А1 кога се направи телевизија, Дневник, првите медиуми, сите бевме обземени, да речам, од демократските можности кои кои се дадени. Да, од потенцијалот на тоа слободно јавно дебатирање, јавен интерес, значи слободни сме и така натаму. Меѓутоа, еве, последниве десетина години ретроградни процеси се. Значи, различни структури на моќ постепено сваќаат дека ќе ги изгубат позициите ако им остават на медиумите и на јавната сфера да биде, да речам, преслободна. Тоа е вистината. Да. Тоа е секогаш вистината. ќе има притисоци. Да, но со тоа мора да се соочат тие центри на моќ. Дури ја мислам дека ова политичка гарнитура на власт или без разлика во опозиција, и ја мислам дека ако има слободни професионални медиуми, тие не можат да опстојат на политичката сцена. Затоа што она што го, знаете како се контрадикторни со себе. Едно ветуваат на избори, друго прават кога доаѓаат на власт, трето кога се во знаете, опозиција. И ако имаме ние слободни медиуми, професионални медиуми, тоа ќе го откријат и ќе го сервираат на граѓаните. И тие нема да можат да продадат така лесно пропаганда, затоа што ќе ги фатат. Луѓе на програмата се кажале ова, сега нудите тоа, а во практика проспроведувате ваква политика, тогаш зашто збориме ние? И ќе имаат многу, она што го има кај нас во Македонија, политичките партии имаат проблем да дадат отчет за нивната работа. Тие мислат дека, знаете што, јас се зачудив еден пратеник од власта, мене ми вели, ама што има ти мене да ме критикуваш, кога мене народот ме сака? Абре, луѓе, не 60 пратеници, 90 пратеници, 102 пратеници нека имат. Мора да бидат отчетни кон луѓето, кон тие што ги гласале. Не може да се кријат И оние што не ги гласале, да бидат тие заборавени. Затоа што ги трошат нашите пари. Дека што има вие мене да ме критикувате, кога народот мене ме сака. Абе, тоа е фајн и затоа си во власт. Затоа формираш влада. Ама тоа не значи дека... Но тука завршува всушност приказната. Подоцна доаѓаат контролните механизми. Апсолутно. Тој не може да го разбере. Власт која е неконтролирана, неодговорна власт.
Тоа е по ПС, што се вика, по правило. Тој што е надвор од контрола, тој ќе забега. Власт која работи добро е отчетна власт, значи не се плаши од критика. Да. И се соочува. Стравот е парадигматичен. Стравот од критика укажува на нешто. Дека нешто не е вред. Во нивните политики не е вред. Тие знаат дека тоа што ни го нудат и ни го пропагираат, дека не е она што треба да ни го нудат. Значи, толкава мера на контрола на медиумите покажува значи нешто друго. Покажува дека имаш страв од тоа јавно да се зборува за јавните политики. Добро, и околу јавниот сервис, дали истиот принцип би бил задржан и со Агенцијата за аудиовизуелни услуги? Дали и тоа би било, партиска, менаџментот, односно тие одбори и членови би биле партиски луѓе? Во изборот на говориме за агенцијата, за директорот, за членови. Решенијата кои ќе се најдат, бараме да се најдат системски решенија, значи длабоки решенија, сеопфатни решенија во начинот на избор, кои на некој начин и во иднина ќе... На што значи тоа во практика? А не кој кадровски. би ги бирал? Значи има повеќе варијанти. Работата е да успееме да најдеме систем прво на овластени предлагачи, организации кои најпрво ќе предложат членови, добри решенија, но исто така треба да размислиме да се најде и систем на независна контрола на тие што се предложени. Освен што би предложиле, нели, освен што велиме ние дека двотретински треба да се гласа за нив, потребно е, по мое мислење, ова не сме го дебатирале ние претходно заедно, да се размисли дали може да постои едно тело кој ќе го проверува мерит системот. Дали тие луѓе што се предложени на вистина ги исполнуваат тие критериуми утврдени во законот, и во законот се вели да се истакнати луѓе во својата област, нели, да оствариле нешто, да направиле нешто и така. Значи, да воведеме уште еден меѓусистем меѓу цивилниот сектор, уште еден механизам меѓу цивилниот сектор и Комисијата за избор и именување, односно парламентот. Бидејќи, мислам дека тука се случи куршлус од минатите години. Овластените предлагачи си предложија решенија кои беа насочени, потоа Комисијата за избор и именувања директно до собранието. Еве до каде значи во законот и вака како што е законот, ако има добра волја може да се. Меѓутоа еве што се случува во програмскиот совет на МВР. Таму 4 членови не смеат таму да бидат. Конфликтот на интерес, наместо да го проверува Комисијата за избор и именување, го одобрува. Значи таму имате портпарол на општина. Таму влегува поранешен амбасадор. Таму влегува поранешен пратеник. А во законот пишува дека 5 години наназад не смее да извршуваат политичка функција. И собранието... Имаше и членови на управен одбор во МРТ кои се функционери во министерство. Така. И тоа го има. И сега знаете како не го проверува конфликтот на интерес на тие луѓе, дали ги задоволува. Како тоа тело сега пошто тие луѓе знаат дека не смеат да бидат таму. Практично партиите на власт ги пуштат внатре за да ги манипулираат. Ќе им речат, ако не сте послушни ќе ве разрешиме затоа што вие знаете дека не смеете да бидете да бидете таму. И кој е парадоксот во советот на агенцијата? Има едно така наречено или здружение кое се вика дека е новинарско здружение, кое што во советот наместо да предложи новинар или некој медиумски експерт што ги познава работите, предлага адвокат. А адвокатската комора предлага инженер за брани. И сега вие ајде сфатете до каде извртена целата идеја. Зошто се предвидени тие овластени предлагачи? За да на некој начин адвокатската комора предложи некој добар адвокат за да внесе малку експертиза во телото околу законите прави. Значи како да се спроведат законите, како да овие не предлагаат адвокат, туку одат инженер за брани. Што бара инженер за брани во регулатор луѓе? Значи за 4 месеци вие сметате, сте оптимисти дека сите овие приоритети кои сега ги набројавме ќе бидат спроведени? Луѓе, тоа за 24 сата, ако имаат волја, ќе седнеме и ги напишеме амандмани. Верувате дека имаат волја политичките партии? Апсолутно, па вие гледате дека нема, ако га би имале, тие би не пуштиле внатре и би очекувале ние да придонесуваме во. Добро, и каде го гледате излезот? Во притисок, вршењето притисок. На кој начин
Сега ќе се дека- договориме. Денеска Да, протестиравме, утре ќе видиме како во која форма ќе вршиме Делува. притисок. Знаете како, мислам дека несомнено е дека новинарските организации, експертите и медиумските организации, како што е институтот, дека сме единствени во нашиот пристап. Меѓутоа, проблемот тука, целата таа солидарност што ја градиме, ја рушат медиумите, најголемите медиуми, кои што очигледно не се Некои согласуваат со нас дека Некои бараме медиуми мислите. најмоќните националните Добро. телевизии кои што не сакат да се откажат од тие пари Од кои што ги владините од- реклами, од политичките. Тие повеќе се грижат за парите што треба да ги земат од владата, отколку да да спроведат некоја независна уредувачка политика, да служат на јавноста. Не разбираат и дури не се срамат. Мене тоа ми е чудно. Вика, тие пари нас ни треба. Бре, луѓе, ја ве разбирам дека вас ви треба пари, ама улогата на медиумите во една демократско општество не е да им служат на партиите, на владите, туку на граѓаните. Наравно. Значи, медиумите имаат социјална одговорност. Овие не разбира дека да имаш медиум не е исто како да имаш пилјара. Мене ме чуди плюс што регулаторното тело не реагира. Да, апсолутно. Значи ти велиш медиумите тие се приватни бизниси, а регулаторот постои за да ги За да ги- штити независните медиуми. Ама кого да, Жане, сега И ние да го се штити ние јавниот сега се интерес. доведуваме Да. во апсурдна ситуација. Ние браниме медиуми кои што не сакаат да бидат бранети. Дури имаат непријателски став кон нас, зашто ние бараме некои системски решенија. Сега, ако навистина медиумскиот пазар е мал, а регулаторот има дадено лиценци колку што не треба, а што ние треба Самиот пазар би го изрегулирал тоа и не се потребни Нека- владините реклами. Нека овие да работат според Да. пазар, затоа што тогаш ќе се отвори прашањето на квалитетен менаџмент во медиумите. Дали ние во медиумите имаме квалитетни менаџери? Пошто тогаш тие ќе, знаете како, ја и ти можеме да бидеме директори на телевизии ако земаме пари од влада, 40% од буџетот. Но прашањето околу ова дали има квалитетни менаџери ќе ве врати на прашањето, односно на фактот дека медиумскиот пазар, како и секој друг пазар, е исполитизиран. И дека практично факти, всушност, кои се запишани во делот извештаите, дека не се само оние владините реклами проблем околу уредувачката политика и цензорството, туку и самата влада врши притисок кон одредени компании да не се рекламираат. И тоа е дополнителен проблем. Меѓутоа, ако успееме да ја ограничиме владата во можноста што има сега, преку јавни пари да врши такво моќно влијание врз медиумите, мислам дека тој дел лека полека може да се менаџира. Ова е многу силен притисок, затоа што колку што ние имаме податоци, затоа што тие не објавуваат ништо. Над 30%, дури и до 40% на буџетите на некои национални телевизии се полнат од јавни пари. Тоа е нездрава ситуација, пошто ако вие дозволувате така да зависите од парите на владата, на еден или друг начин вие ќе бидете Под влијание. Затоа што знаете како, вие ќе правите некои проекции, еве што се случи со владините реклами што се како се вика, што се прекина. И мене ми пријаѓаат луѓе директори на телевизија викаат па вие нас не уништувате. Значи ЗНМ ги уништувал телевизиите. Викам зошто? Па вика не ги прекинавте рекламите, ја имав направено. Низ призмата се гледа на пари, а не всушност. Не викам, големата слика ја тие пари ги забораваат. имав планирано. Па викам, слушајте, вие знаевте дека 5 години ние трториме дека треба да се прекинат тие реклами? Па вие и на тој ризик се требале да размислите. Пошто никој не верувал дека оваа кампања што ние ја кренавме, и како новинари, и како експерти, дека ќе успее. И сега кога дојде моментот, викам, вие нас не оштетувате. Не бре луѓе, ние сакаме само да креираме медиумите да зависат од медиумите. Од здравиот. Затоа што само така ќе имаме здрави и професионални медиуми. Поинаку не има една друга работа. И мислам дека и Жане би се ќе видиме може да размислуваме за субвенционирање. Ако веќе до толку е работата дојдена што се вика нож до коска, може да разговараме за некој вид на субвенционирање. Ама тие пари не може да ги дели владата, туку треба да ги дели некоја независно тело. Ама тие пари мора да бидат дадени точно за одредена цел. Добро.
А Добро, не има ли можности за ваков Па тип не, на тоа е решение? Не, И колку е тоа мудро решение? мене не ми е туѓа идејата, има такви фондови во другите земји и тие се точно наменети за одредена цел, а таа цел пак треба да е на линија на јавен интерес, нели? Наместо да двојат пари од буџетот по член 92 за играна и документарна, значи можеше да се создаде фонд кој ќе се двои од вкупните пари и од тој фонд да се делат пари за нова продукција, да се поттикнува продуценти, нови режисери, да се создаваат нови филмови, нови дела. Меѓутоа, вака се извитопери идејата. Значи, можно е такво нешто, но треба да се Смисли, да се осмисли. размисли. Зашто се потребни тие пари? Не по секоја цена за некој да обстане на пазарот. Значи, Добро. И тие пари не смеат да бидат толку големи за да влијае на медиумите. Тоа може да бидат 10, 15, ајде преку сила 20% од парите што медиуми. Кога ќе разговараме за некоја една медиумска регулатива, тоа е веќе Да, друго да, прашање. Сега во овој ова не е и прашање Не, за ама знаете идна. како, еве сакаме да бидеме кооперативни со медиумите за да ги извлечеме од таа, што би се рекло, таа заложничка позиција во однос на парите на владата. Еве некоја идеја, нека размисли за тоа, ние сме спремни да разговараме. Сигурно тоа не можеме сега да го направиме. Меѓутоа, еве како идеја, не, ајде да ја дискутираме. Меѓутоа, никако владата политичка пропаганда да плати со јавни пари, тоа апсолутно не е. Добро, јас благодарам што бевте гости Насер Селмани и Снежана Трховска.